Нема веќе експрес вакцинација за македонските државјани кои на своја рака ќе се појават на српските вакцинални пунктови. Оние кои сакаат да се вакцинираат во Србија, а немаат српски документи, ќе мора да аплицираат на веб страницата e-управа и да чекаат потврда за термин, вели српскиот министер за здравство Златибор Лончар. Сепак оние македонски државјани кои ја примија првата доза од вакцината на AstraZeneca во Белград, Ниш или Врање, ќе може да примат и втора доза во Србија кога ќе дојде времето за ревакцина. Што се тиче граѓана кои су вакцинисани код нас. На граѓаните кои што примија прва доза од вакцина против COVID-19 во Србија, она што најмалку може да го направиме е да им обезбедиме ревакцинација тука. Тоа е наш принцип, но секогаш може да се договориме, бидејќи имаме евиденција на тие граѓани. Ако се договориме на тој начин е полесно, тие дози може да ги отстапиме на Македонија и таму да се организира вакцинирањето. Тоа дополнително ќе го договориме, има уште 12 недели до ревакцинација. Министерот за здравство Венко Филипче беше во официјална посета на Институтот Торлак во Белград, каде веќе почна производството на руската вакцина Спутник В. Иако пред неколку дена Филипче децидно тврдеше дека вакцини од Србија нема да се нарачуваат. Сега со поинаква реторика. Вели Торлак станувал стратешки партнер на Македонија за набавка на вакцини. Сметам дека производствениот капацитет ќе биде сосем доволен да во моментот следен момент кога ќе бидат потребни вакцини, ги обезбедиме од Институтот за производство тука. Во изминатите 3 месеци во Србија се вакцинирале околу 15.000 граѓани од Македонија. Најголем дел од нив го искористија повикот на српските власти за бесплатна вакцинација во Белград. Но голем дел македонци вакцина добија преку своите работни организации, стопанските комори и македонско-српските здруженија.